Добро вечер. Викенд изданието на Централниот дневник вообичаено го посветуваме крајот на вестите од културата. Да погледнеме што ни подготви нашата културна редакција. Собрани остатоци од светот е нова поетска книга на авторот Пепи Стамков. Станува збор за дела кои авторот ги пишувал за време на студентските денови додека патувал од Гевгелија до Скопје. Книгата е во издание на Фуснота. Во кафе книжарницата Букве Скопје беше промовирана поетската книга Собрани остатоци од светот на Пепи Стамков во издание на Фуснота. Стамков е поет, есеист и критичар, автор на песни објавени во стихозбирките Метрички карван во електронското списание Репер, како и во најстарото македонско книжевно списание Современот, каде покрај песните објавил и неколку есеи. Собрани остатоци од светот е прва книга на Стамков, за чија суштина тој прозборе со длабоки емоции. Јас ја напишав книгата, меѓутоа ни еднаш не ја прочитав откако изгледа како книга. Јас го читав ракописот. Меѓутоа, знаете како викаат, една книга само за прв пат ќе можете прв пат да ја прочитате. Така што нека се сметува на моје читање како ракопис пред печатање, како моје прво читање на оваа стихозбирка. Емоциите сметам дека тие треба да говорат самите за себе. Кај некои ќе предизвикаат радост, кај некои ќе предизвикаат тага, кај некои бунт, можеби имам една песна тука, Револт, така се вика таа песна. Таа е пишувана под некое влијание на револт, да кажеме. Не само интимен револт, меѓутоа и општествен револт. Кога ќе размислиме малку што се случува сега низ светот, како вид војни се случуваат наоколу, не е случајно би било и таа песна да се најде токму таков, како да речам, и наратив, меѓутоа да побуди и такво чувство кај читателите. Промоторка на поетската книга Собрани остатоци од светот беше професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, додека пак извадоци од романот читаше Светла Јакшик. Главен уредник на книгата е Маја Којчева Величкова, лектурата е на Елизабета Коневска, а дизајнот на корицата е изработен од Мите Спасовски. Во Музеот на град Скопје отворена е изложбата на фотографии со наслов Низ фотографскиот објектив на Македонида. Изложбата представува презентација на фотографии од архивот на Сдруженијето Македонида, кои го прикажуваат значајното културно наследство што го поседува Македонија од вековните патувања на различни цивилизации. Станува збор за ова е една од тие публикации, повеќе публикации, 7 на број на Македонида, Сдруженијето кое што долги децении работи на промоција и заштита на македонските цркви и манастири, има соработка со музеот и токму од овој голем опус на фотографии кој што ги поседува ова здружение, оваа фондација, во овој проект се издвоени 50-тина, кои што ги презентираат, како што реков, овие најубавите фрески од македонските цркви и манастири. Станува збор, значи, за вкупно 11 цркви, градски цркви и манастири од различни делови во Македонија, од поточно 3 публикации, избор е направен од речиси 500 фотографии. Фотографите се на Мишко Тутковски, со кој што соработуваме, Сдруженијето соработува долги години, а изборот и проектот во Музеот на град Скопје се реализира од страна на магистар Владимир Таневски и Гордана Велков и двојцата историчари на уметност. Во Националната галерија во Чифте Амам е отворен македонскиот павилјон на 60-та меѓународна ликовна изложба при Венециското биенале 2024 година. Станува збор за проект на уметницата Славица Јанеш-Лиева. Проектот ќе биде поставен во Чифте Амам до 31 јули. Генералната тема на минато годинишното биенале беше странци на секаде.
И токму тоа беше иницијалната каписла од каде што тргна идејата за која што развиваше Славица. И всушност таа самиот проект го обработува аспектот на странецот од повеќе перспективи, на повеќе нивоа. Говори за војните, говори за миграциите, говори за тоа колку странците се расширени насекаде. Меѓутоа говори за тоа дека се чувствуваме многу често странци во својата земја, нели? И самите пред себе си, и самите во себе си се стигматизираме, се цензурираме. Заложници сме на индустријата за убавина. Секогаш сакаме да бидеме убави за себе си и за останатите. Постојано следиме некакви стандарди кои што се генерализирани и прифатливи за сите, а ако сме поинакви, тогаш сме стигматизирани и неприфатени. Моето дело зборува генерално за спротивставеностите, односно за она што се соочуваме секојдневно во животот. Дека не е се црно и бело, дека главно живееме во сиво. Затоа има бела и црна соба и има еден звук кој што ги обединува, а тој звук треба да ги нагласи чувствата на пријатност и непријатност. Во принцип се очекува од гледачот да влезе во делото, кое што е бела коцка, поделена на два дела, и да ужива во сензациите кои што му се понудени со помош на лед неон светлата, пердувите, бидејќи не ни се пружа секогаш шанса, нели, да газиме по пердуви. И потоа таа една нестабилност и како состојба на летање да влезе во темната соба која што исто така ќе го збуни и ќе му предизвика, ќе се погледне во огледалото со ракурсот на другиот. Значи, ќе стане свесен за својот одраз, не во огледалото како што се гледа себе си, туку од ракурс на другиот, што ми беше многу битно и не реферира само на тоа дека ние постојано сме сега наблюдувани, нели, со сите камери кои што ги има околу нас и со мобилните телефони, туку зборува повеќе за потребата од свесност за себе си и да се пронајдеме себе си, бидејќи само така можеме да ги дознаеме вистинските вредности кои што се потенцирани во првата соба, нели, дека најдобро се гледа со срцето, а не со очите. Тука ги завршуваме вестите од културата. Нови информации ви подготвуваме за следната сабота. Тогаш со вас ќе биде колешката Ирена Пепелјуговска-Цветановски. Ви благодарам што и денеска не следевте со внимание.